Првиот човек на регулаторна комисија за енергетика денеска со нас во студиото, гостин во ова наше интервју. Добре дојдовте. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Веднаш со прашањата тргнуваме. Кризата во Украина, руската инвазија на Украина си го направи своето, како во Европа, така и кај нас. Колка ви се штетите, каква е рефлексијата од таквото сценарио на домашен терен? Апсолутно, веднаш кога започна неоправданата инвазија на Русија врз Украина, веднаш цената на нафтата на светските берзи драматично почна да расте и достигна нивоа како што имало во 2008 година. Истото се случи и со природниот газ, и природниот газ достигна цена за прв пат толку висока, отиде неколку пати на светските берзи во некои денови и над 2100 на 2200 евра за нормален метар кубен. Значи тоа се фантастични суми. Ние и на куминатата година цената на гасот која што била во Македонија изнесува околу 240 220-230 евра за нормален метар кубен. Значи имавме периоди сега во годината каде што беше за 10 пати повисоко и апсолутно тоа негативно се одрази, особено сега во месец април, и така да со ние предвидувања што ги имаме, трошокот за природен газ кој што ќе го платат топланите во Скопје во април сега, ќе биде ист како што беше во јануари. Значи и ние и во јануари велевме дека имаме исклучително високи цени. Но се очекуваше што ќе дадат најавите дека ќе се така нормализира. Во февруари имаше одредено нормализирање со исто така високи цени и март беше, да речеме, бидејќи набавките, купувањата беа направени во февруари пред руската инвазија, така да и во март имаше одредена стабилна ситуација. Но за жал во април ќе платиме ист трошок за природен газ за потребите на греењето во градот Скопје, исто како што би платиле во еден најударен месец како што е во јануари. Значи сето тоа има драматично влијание. Исто така како што се сеќавате и по започнувањето на кризата имавме драстично зголемување на цената на нафтените деривати. Имавме две енормни поскапувања, ние како регулаторна комисија за енергетика што ги направивме, па потоа почнаа да се намалуваат, па имавме неколку драстични намалувања, но како и да имаме една целосна нестабилност на сите пазари, на пазарот на нафтените деривати, пазарот на природниот газ, исто така и пазарот на електрична енергија. И ова кога споменувам пазари, не мислам само Македонија, бидејќи ние се реферираме кон берзите во Европа, мислам на цела Европа и за жал овие се ситуации кои што се незапаметени. Никогаш немало такви драстични промени од кога постојат берзите, ниту на нафтата, ниту на природниот газ, ниту на електричната енергија, и е период кој што да се надеваме дека ќе заврши и конечно ќе добиеме една стабилизација и предвидливост на цените, бидејќи сега за жал никој ништо не може да предвиди. Сепак можеме ли малку да здивнеме кога е во прашање природниот газ, затоа што снабдувањето со природниот газ, затоа што грејната сезона лека полека е зад нас, дали имаме некој така полежерен период, полежерен терен за дејствување? Значи во делот на затоплувањето на градот Скопје преку системот за топлинска енергија можеме да здивнеме, бидејќи нема да има проблеми со природниот газ. Грејната сезона треба да заврши по правило на 15 април, доколку има потреба ќе работи до крајот на месец април. Така да во тој дел како најголем потрошувач е Тето Скопје на природен газ и топланите во градот Скопје. Но би бил ја задоволен доколку имаме нормализирање на цената со цел Тето да може да си работи и во мај, и во јуни, и во јули, како што се случуваше тоа изминатите неколку години, кога имаме и рекордно производство на Тето на електрична енергија, исто така имаме 2 години поред имаме рекордна потрошувачка на природен газ. Значи реални ли се тие очекувања за велите нормализирање на цените? Значи кога зборам за нормализирање, враќање на старото нормално,
кога цените за природен газ беа помеѓу 200 до 250 евра за нормален метар кубен, тоа треба да го заборавиме. Ја кажувам сега да имаме една ситуација постабилна, да имаме околу 700-800 евра за нормален метар кубен. И истото тоа го мислам и за електричната енергија. Ние имавме периоди кога започна инвазијата и цената на електричната енергија на берзата во Хупекс. Во Унгарија Хупекс, која што е референтна и за нашиот пазар, цената достигна на електрична енергија, достигна некои денови 500 евра за мегават час. Инаку за споредба, во првата половина на 2021 цената на електричната енергија беше помеѓу 50 и 60 евра за мегават час. Значи, тоа е сериозен проблем пред се за компаниите кои што немаат предвидливост, не може да си ги предвидат своите трошоци и за електрична енергија, и за природен газ, и за нафта, а се разбира, тоа и текако влијае и на цените на електричната енергија кои што ги определува Регулаторната комисија за енергетика. Вие како човек кој што ја следите постојано оваа специфична сфера, овој специфичен ресор, верувате ли во едно сценарио кој што го најавува Русија за целосно стопирање на испораката на газ? Веќе во Европа гледаме така наречена енергетска војна, затоа што владее тој голем страв кај земјите од Европската унија за снабдување со газ. Што би се случило тогаш? Иако ние не сме, да речеме, директни зависници од газот во Русија. Значи, ние имаме една енергетска криза во Европа која што започна некаде од август-септември минатата година и дојде до едно зголемување на сите цени. Во однос на тоа како би се одразило кај нас, во однос на природниот газ, гледате, прво има и некои земји членки на ЕУ што најавуваат дека се подготвени и да не купуваат руски природен газ. Се уште не е донесена таква одлука на ниво на Европска унија и во однос на Македонија, јас сметам дека ние, доколку би го немале тој природен газ, ќе имаме сериозен проблем, особено во текот на следната грејна сезона, бидејќи во тој случај грејењето во Скопје преку организираниот систем единствено може да биде на масото. Значи ќе имаме скап, но ќе имаме и енормно загадување. Исто така голем дел од компаниите, некои можат од нив, од природен газ да употребуваат мазут и имаат обврска таква во нашите правила за снабдување, наведено да имаат и 15-дневни резерви на алтернативно гориво, но има компании кои што тој процес не може да си дозволи мазут и ќе имаат сериозен проблем. Така да се надеваме дека нема да дојде до такво лошо сценарио, бидејќи ние сме една од ретките земји во Европа која што во моментов 100% од потребите на природен газ ги обезбедува исклучиво од Русија. Природниот газ сега во Македонија не доаѓа преку Украина, доаѓа преку турски тек, но исклучиво е руски газ. Доколку во наредните 2 до 3 години се заврши интерконекцијата со Грција, тогаш ќе имаме диверсификација во снабдувањето со природен газ. Прво ќе обезбедиме азербејџански газ, а исто така и со влегувањето... Веќе се размислува за такви интерконекцијата ќе започне веќе со градба во текот на следниот месец и ќе треба природен газ во овој момент влегува во Македонија од Бугарија, но со оваа интерконекција ќе доаѓа од Грција и преку Грција ние ќе се поврземе на ТАП, каде што доаѓа Трансадриатик Пайплайн, каде што доаѓа азербејџански газ и дополнително ние како владата донесе одлука да учествува во изградба на ЛНГ терминалот во Александрополос и од тамо ќе добиеме значителни количини. Од Александрополос се негде предвидувањата 500 милиони нормални метри кубни, тоа да речеме повеќе од таа потрошувачка што имаме на природниот газ и дополнително ќе добиеме 2 милиарди и 800 нормални метри кубни од азербејџанскиот природен газ преку ТАП проектот,
така да и како нема да зависиме тогаш од рускиот газ и дополнително планот е Македонија да стане транзитна земја и нашиот систем за природен газ да се поврзе и со Косово и доколку има потреба и со Јужна Србија, бидејќи им е поисплатливо преку Македонија да иде снабдувањето, отколку да шират своји мрежи. Така да во овој момент би имале сериозен проблем доколку останеме без природен газ, бидејќи нема од која друга земја да купиме, но во наредниот период ја верувам дека ќе дојде до изградба нова интерконекција и ќе се релаксира целосната ситуација. Факт е дека во изминатиот период во Европа започнуваат сериозни проекти во изградба на обновливи извори и ние како држава, а и регионот го следи тој процес и веќе во Македонија се најавени сериозни инвестиции од ветерна електрана од околу 416 мегавати, тоа е германска инвестиција, потоа фотоволтаична електрана од 350 мегавати, француска инвестиција, и исто така во изминатиот период имаме во регулаторната комисија за енергетика само за 3-4 месеци од кога е кризава издадено лиценци за изградба за фотоволтаици за 30 на мегавати. Тоа е на ниво, да речеме, колку што ние е света петка со инсталиран капацитет. Така да ја верувам дека по завршу ова секоја криза треба да е добар почеток за следни проекти. И јасно е дека Европската Унија веќе донесе одлука никогаш да не се доведе во ситуација да има таква зависност од рускиот природен газ и покрај тоа што ќе се градат доста LNG терминали во Европа, исто така многу ќе се инвестира во фотонапонски електрани и во ветерни електрани, така да во наредниот период и како ќе има сериозни инвестиции и во Македонија, и во регионот, и во Европа, пред се во обновливи извори на енергија. Каква ни е состојбата со нафтата и нафтените деривати? Имаме ли резерви? Затоа што сите знаеме, се сеќаваме на онаа слика од пред известно време, кога не фати паника, во граѓаните се проширија разноразни информации на база на дезинформации дека немаме гориво, дека горивото ќе достигне цени до плафон. Може ли да се повтори таквата слика? Па, како што се случува секогаш, особено кај нас, за жал, на разни шпекуланти, кои што сега е многу лесно да се пренесе информација дека Македонија ќе нема дизел, и настана редици речиси на сите бензински пумпи. Ние и тогаш кажувавме, и компаниите кои што обезбедуваат нафтени деривати во државата, дека нема никаков проблем. Што само за неколку дена се покажа дека е точно, дека е така, дека нема никаков проблем. Ние најголем дел од потребите за нафтени деривати ги обезбедуваме од Грција. Бидејќи така ни е најевтино, наједноставно. Дел обезбедуваме и од Србија нешто и од Албанија, но најголем дел е во Грција. Значи, доколку Грција има проблем, би имале и ние проблем. Исто така во тој период одржавме неколку состаноци со представниците на ОКТА, каде што добивме цврсто уверување дека третманот на Македонија како држава, тие што го дават, е ист како и во Грција, така да не прават никаква разлика помеѓу обезбедување на нафтени деривати за Грција, не прават исто како и кога обезбедуваат за Грција, обезбедуваат и за Македонија, и дополнително треба да се знае дека голем дел од суровата нафта која што обезбедува Грција за производство на дериватите, на дизелот и на бензините, само тоа што го имаме како информација, негде е само 5% руска сурова нафта, така да Грција во ниту еден момент не била доведена во ситуација да има проблем. Она што се очекува и што се гледа на берзите е дека имавме, и тоа се рефлектира кај нас во цените и во Европа, имавме драстично зголемување на цената на дизелот во однос на бензините, но тоа во време на криза, во време на војна, вообичаено е многу повеќе да се троши дизелот, но во овој момент реално е дека Македонија
немаше никаков проблем во обезбедувањето на нафтените деривати и тоа си функционира. Значи, јас и сега ја користам оваа прилика да не подлегнуваат граѓаните на шпекулации, бидејќи во однос на нафтените деривати немавме и немаме никаков проблем и не се очекува да имаме некој посериозен проблем. Но кризава мене лично ме научи, никогаш не вели никогаш, затоа што секогаш се случуваше нешто што никој не може да го предвиди. Така да во делот на нафтени деривати не се очекува да има некакви проблеми. Знаете какво имаше и разноразни експерти кои и во септември и во октомври убедуваа дека ќе има рестрикции на електрична енергија, дека ќе нема електрична енергија, дека цената за домаќинствата ќе поскапе 50, 100%, 120%, како ќе им текнеше. За жал, и некои медиуми тоа го пренесува и се ширеше паниката. Денеска сме 11 април, се виде кој ја кажувал вистината, кој ширел лаги и дезинформации. Македонија беше една од ретките земји во регионов кај што немаше рестрикции. Да, имавме проблеми со производството на елем, но тоа беше надоместено преку производство на тецна готина и исто така елем, односно поново ЕСМ, склучи договор со ТЕТО и во текот на јануари, и во февруари, и во март беше обезбедувана електрична енергија и немаше никакви рестрикции. Да, трошоците за набавка на електрична енергија беа зголемени кај ЕСМ, тоа е факт, но тие трошоци беа покриени од страна на државниот буџет. Впрочем, сите земји во регионот, и во Европа, така правеа. Компаниите државни каде што имаат, обезбедуваа енергија и трошокот, за да не предизвикуваат ценовен шок, го покрива од буџетот. Тоа го прави Албанија, тоа го прави Косово, Србија го прави. Понатака во одредени земји имаше директни субвенции кај потрошувачите, особено во земјите членки на Европската унија, тоа го направи една Франција, тоа го направи една Германија, така да ние не треба да се однесуваме дека немало никаква криза. Имаше криза, имаше проблематични периоди, но со добро менаџирање се надмина овој период. И верувам дека секој кој што може ќе превземе одредени действија во наредниот период, се со цел следната грејна сезона да бидеме по-релаксирани. Јас би бил најсреќен да кажам да, цените ќе се намалат. Но такви навестувања на берзите во Европа немаме за ништо. Доколку имаме намалување на цените на горивата, дали тоа значи дека трендот оди надоле, дали може да очекуваме намалување и понатаму? Во оној момент кога објавија Соединетите Американски држави и други земји дека своите резерви ќе ги пуштат во оптек, ќе ги продаваат, дојде до намалување на цената на суровата нафта на светските берзи, што се одразува и на нафтените деривати. Значи, тоа што се отсликува на берзата, ние веднаш го рефлектираме во нашите одлуки и воведовме пракса, доколку има потреба, односно има потреба од зголемување или намалување за 2 денари, ние носиме одлуки ден за ден. Впрочем, и тоа го правевме се со цел да не предизвикуваме проблеми и кај трговците со нафтени деривати во државата, но и кај компаниите во државата, да нема нагли зголемување на цената на нафтените деривати. Исто така во изминативе 10 дени имаше намалување, ние неколку пати ја намаливме цената на нафтените деривати. За жал, берзите, ова е незапаметено, се осетливи веќе на секоја изјава, на секој настан. Така да, ако се каже дека ќе има посериозен напад во Украина, дека некоја земја превземала едно, не превземала тоа што треба, веднаш се рефлектира на берзата и ние имаме поместување на неделно ниво некогаш и по 9-10%, што не се случувало.
Но тоа е тоа, се научивме да живееме во оваа криза. Се што можеше да направиме, мислам дека направивме. Да, знам дека регулаторната комисија за енергетика беше на удар, се обидовме да им објасниме на луѓето дека ние не можеме да влијаеме на цените кои што се на нафтата на светските берзи или на електричната енергија или на природниот газ. Така да и понатака се што ни стои на располагање ќе го превземаме и во наредниот период. Ги спомнавте трговците и дека како надлежни успеавте преку некои мерки колку толку да ја стабилизирате ситуацијата пазарот кај нив. Како тие ви вратија, затоа што сето ова што се случуваше, зборуваме за деновите наназад со таа општа хистерија, општ хаос, кој тука профитираше? Имаше воено профитерство. Дали действуваше? Тогаш мислам дека изјавувавте државниот пазарен инспекторат треба да действува на терен. Кои се, да речеме, казните кои што беа спроведени? Имаше ли казни? Како Државниот пазарен инспекторат дента кога се појавија тие шпекулации, дојде и до регулаторната комисија за енергетика и се појави и во јавноста. Веднаш излезе на терен и тие бензински кои што иако има нафтени деривати не продаваа, беа превземени одредени санкции. Потоа тоа беше сигурно на сметка на тоа за поголема заработка. За поголема заработка, но потоа се стабилизираше во овој дел ситуацијата. Ние помеѓу другото превземавме и намалување на маржата, бидејќи за 33% и кажавме дека кога ќе се стабилизираат тие цени на светските берзи, ние ќе им ја вратиме и маржата на трговците, бидејќи реално и тие имаат сериозно зголемени трошоци, бидејќи нивната набавка на електрична енергија за нивни потреби е зголемена, трошоците за транспорт кои што ги имаат апсолутно се зголемени, дизелот пред една година ова време беше 55 денари, сега е 80 денари, така да јас сакам да им изразам, имаше незадоволство и има незадоволство кај трговците со нафтени деривати заради намалување на маржата, но во наредниот период, доколку постои можност, и побаравме од трговците да ни достават податоци. Беа ли казнете тие што го направија тој чин? Мислам дека државниот пазарен инспекторат затвори неколку бензински пумпи и тоа е тоа што може да го превземе државниот пазарен инспекторат. За жал регулаторната комисија за енергетика нема такви ингеренции. Нема ингеренции врз основа на работење на бензински пумпи. Ние регулираме регулирате така. Трговија на нафтени деривати на големо, на мало немаме никакви ингеренции. Така да овие бензински пумпи се вратија во нормала, разбраа дека мора да се работи еснавски, дека кризата е и за сите. Дека да и тие ќе имаат проблеми, но мислам дека ситуацијата сега е стабилна и доколку е во насока на стабилизирање на цената на нафтата на светските берзи. Претходно ја спомнавте електричната енергија, струјата, како што вели народот. Удривте многу по джебот на граѓаните, имаше исто многу реакции, ја скративте, ја укинавте, како се вели, она дневна ефтина тарифа на сметка на она во 22 часот или она во недела, па сега има дури забележување дека сите машини работат и сите работат во недела затоа што мора да спасат некој денар на сметка на она што го одлучи комисијата. Значи, поведувањето на ефтината тарифа ја чинеше државните компании, особено ЕСМ, 16 милиони евра на годишно ниво. И тоа беше издржливо во услови кога ЕСМ продаваше вишоци на електрична енергија и тоа беше издржливо во услови кога производството беше во некои нормални рамки. За жал, ние имаме како држава проблем со домашното производство на електрична енергија од ЕСМ и тоа не е процес што се случил само во овие 2, 3 или 5 години, тоа е последниот сериозен енергетски објект кој што ги имаме направено како држава, кажувам, е термоелектраната во Битол. И негде таа 88-89. 30-40 години ние живееме на стара слава дека имаме енергија. Не, ние повеќе немаме енергија. Резервите на јаглен ни се при крај и тој јаглен кој што ги имаме и со исклучително лоша калорична вредност, поради тоа термоелектраните испаѓаат од мрежа многу често
И се доведовме во ситуација во критични периоди како држава да увезуваме јаглен. Рбетот на независноста на македонската енергетика, а и на македонската држава беше токму јагленот, бидејќи беше наш. Не зависевме од никој. Но јагленот го имавме и го потрошивме. И тоа што го имаме до сега, апсолутно сум за тоа да се искористи, бидејќи и во Европа почнаа да работат термоелектраните. Ова сега кога зборувате, извинете што ќе ја прекина, меѓутоа кога не слуша обичниот граѓанин, значи може веднаш да создаде една, повторно ќе речам, панична слика, што би можело да следи понатаму според ваквите? Не, апсолутно тоа што има да се искористи, се покажа дека најпроблематичниот период е за нас. Се обезбеди и јаглен, се обезбеди и мазут за ТЕЦ Неготино, се склучи договори со ТЕТ-от. Значи, од аспект на рестрикции, ние ќе немаме проблем. Од аспект на цени? Од аспект на цени, да, тоа има влијание врз цената, пред се производната цена на ЕСМ, бидејќи се увезува јаглен. И дополнително имавме една лоша хидролошка година, како што беше минатата година. Ја верувам дека оваа година од хидролошки аспект ќе биде далеку подобра. Значи, ќе имаме и хидроенергија и дополнително сите компании ќе влезат многу поподготвени отколку што влегоа оваа година. Инаку во однос на поскапувањето на електричната енергија, таму каде што регулираме, ние зголемивме цената за 9,48%. Јас ви тврдам дека тоа беше нешто од кое што не можеше да се избега. Бидејќи ние им за 90% го намаливме профитот на електродистрибуција, таа е компанија која произлегува од Евана, и на МЕПСО. Трошоците за загуби не ги признавме тие реалните кои што се очекуваа да бидат, туку ги признавме многу пониски од тоа. Исто така направивме еден маневар со тоа што производството на електрична енергија од повластени производители, кое што е негде околу 100 евра за мегават час, да не прави притисок врз цената на домаќинствата, го префрливме да оди целосно кај компаниите на слободниот пазар. Бидејќи тоа беше во корист на компаниите во државата, бидејќи на слободниот пазар цената беше околу 250 евра за мегават час, но овој начин компаниите добија 237 милиони киловат часови по цена од 100 евра, што е за 2,5 пати пониско од таа што беше пазарната. И некаде товарот врз компаниите е намален за 35 милиона евра. Да, на слободниот пазар факт е дека овие компании имаат зголемени трошоци за електрична енергија. Едноставно се најдовме во ситуација да мора да се превземат овие чекори со цел да го одржиме колку што можеме нормалното работење и на ЕСМ, и на МЕПСО, и на компаниите кои што произлегуваат од Евана. И сега сите што велеа дека Евана остварувал толку профит во 2021, ја верувам дека ќе најдат доблест, ќе се извинат пред се на македонската јавност, а и на регулаторната комисија за енергетика, да видиме ние тоа со нашите цени, какви профити сме им обезбедували. Заврши годината, завршните сметки на сите компании се доставени до управата за јавни приходи, дојдени се и до регулаторната комисија за енергетика. Сега да видиме кои се тие експерти кои што кажуваа дека ние со нашите одлуки сме обезбедувале енормни профити. Значи, во време на шпекулации, во време на криза, многу е лесно да шпекулираш и да кажуваш тоа што ќе ти текне. Многу е тешко да се превземат мерки, дури и да бидат непопуларни. Зарем јас би сакал да носиме одлуки за зголемување на било кој енергент? Со секоја одлука ние кога зголемуваме нешто, јас знам дека влијаеме на буџетот не само на граѓаните, туку и на компаниите. Но некои мерки, некои чекори едноставно мора да се превземат. Имавте обвинување дури дотаму додека вие имате луксузни ручеци надвор од државата во некои ексклузивни места, сето тоа го правите на сметка и на грбот на граѓаните, додека граѓанинот сврзува крај со крај. Па вага, видете се, тоа се, како да ви кажам, јас прво таму отидов на покана на
од регулаторните тела во Босна и Херцеговина, бидејќи помеѓу другото сум и председател на бордот на регулаторни тела во рамките на енергетската заедница, значи на 9 земји. Меѓу тие земји е и Украина, и Србија, и Босна и Херцеговина. И на тој енергетски самит учествува и министри, учествува председатели на сите регулаторни тела во Босна и Херцеговина. И отидов како председател на ИСРБ да не го оптоварам буџетот на регулаторната комисија за енергетика. Трошокот ми беше покриен од организаторот на настанот, аз си отидов со свој собствен автомобил. Регулаторната комисија за енергетика е оштетена 0 денари. Но кај нас има такви и Фејсбукот е доста активен, има доста воајери, се занимаваат и тие луѓе што го направиле тоа, нека им служи на чест. Ја знам и кои ме сликали, како ме сликале, а не знам они па со кои пари биле таму во Дубровник, но тоа ќе се обзнани, тоа ќе се покаже, секогаш вистината излегува на виделина, така да тоа е дел од една прљава и црна кампања, затоа што имаше одредени структури во државата, па се навикнав да ви кажам искрено, кои што во време на криза кажуваа само мерки кои што знаат дека не се применливи. Ајде да најдеме природен газ во 2022, што е поевтино од 2021. Ја викам да го најдем, ајде да го најдем. Тој што ќе го најде, тој треба да му дадеме Нобелова награда. Или тој што ќе најде поевтина нафта во Македонија, да каже ние не зависиме од светски берзи, ние ќе си наоѓаме своја нафта и таа ќе биде најевтина во Европа. Еве, нека се најдат експерти такви, нека го најдат тоа трговци кои да е. Ја мислам дека тие ќе бидат најпочитуваните луѓе во државата и може да бидат председатели, премиери, се што сакаат може да бидат, ако ја обезбедат на Македонија нафта надвор од тоа што е на светските берзи или па природен газ. И сосема кратко и директно, дали на граѓаните можеме да им ветиме, можеби е претежок збор, меѓутоа може ли да ги утешиме дека нема да има енормно покачување на струјата барем во догледен период? Апсолутно дека нема да има енормно покачување. Ние работиме на измени на тарифниот систем, правиме анализи за воведување на блокови на потрошувачка кај домаќинствата, со што сакаме тие кои што ја трошат рационално електричната енергија и имаат помала потрошувачка, да имаат пониска цена и како ќе се зголемува потрошувачката, така да расте цената. При тоа, потикнат од еден мејл кој што го добив од една граѓанка од Битола, која што кажа, ја во Битола живеам во зграда, организирано парно грејење немам, не можам дрва да носам во зграда, се грејам на струја. Значи, ќе ги имаме во предвид и овие очекувања на граѓаните. Ако зборувам, имаме сериозен проблем со енормна потрошувачка на електрична енергија кај домаќинства. 1% од домаќинствата користат 20% од електричната енергија потребна за домаќинствата. Зашто ги користат, не знам. Дали ги користат за грејење само, дали за загревање на базени, дали за копање биткоини, како и да е. Апсолутно не водат сметка. Тие што трошат енормно, значи имаат пари. Ако имаат пари, ќе се плаќат по повисоки цени. Ние само ќе испратиме сигнал. Ама на сметка на тие трпат и оние што немаат. Тие што немаат, нема да оди тоа на нивна сметка. Тој што троши во рамките на некоја нормала и такви ќе бидат блоковите, зашто ќе отвориме јавна дебата. Ќе отвориме дебата каде што ќе бидат вклучени и електрофакултетот, машинскиот факултет, реномирани и вистински експерти и ќе разговараме за оваа тема. Ако не е добра таа опција, не е добра, нема да ја воведеме. Но поентата е, кај тие што енормно трошат, да им дадеме сигнал да си ја намалат својата потрошувачка на електрична енергија. И при тоа, овие домаќинства кои што имаат разумна потрошувачка, апсолутно дека нема да бидат оштетени. Благодарам за овие исцрпни одговори. Беше ова првиот човек на регулаторна комисија за енергетика, господинот Марко Бислимовски. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието.